Овај караван е спроведен во неколку градови низ Република Македонија. На настаните кои ги организираме сакаме да ги известиме помалите градови за разлика од Скопје, затоа што најголемиот број на представки ги добиваме од Скопје и сакаме да ја прошириме веста дека комисијата постои отворена за секој граѓанин кој сака да поднесе представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Значи ли тоа дека граѓаните од внатрешноста многу помалку поднесуваат пријави во однос на жителите на Скопје? Да, нажалост, многу помалку представки добиваме од другите градови и ја свативме со кратка анализа, свативме тенденцијата на поднесување на представки и затоа се обидуваме да организираме, да бидеме поприсутни во другите градови низ нашата република. Минатата година имавме многу помалку представки колку што имаме оваа година. Минатата година најголем број на представки доаѓа од областа на работата и работните односи. Оваа година предничат представките за дискриминирачки говор на социјалните медиуми и традиционалните медиуми. За таа цел ние се обидуваме да формираме мрежи со неколку невладини организации за да изградиме систем за да го сузбиеме тој проблем кој реално е проблем на целото општество. Каде можем како струмиченец да се обратам за да ги остварам своите права и да реагирам? Тоа е и најбитното прашање и затоа сме дојдени денес во Струмица. Представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација може да пополните писмено преку даунлодирање и пополнување на формуларот на нашата веб страна. Можете усно, на записник, преку телефон или во просториите на комисијата или најновата алатка која се обидуваме да ја промовираме е електронски на нашата веб страна kszd.mk. Имате категорија пријави дискриминација, која ќе ја кликнете таа категорија, ќе ве однеси ќе ви се отвори формуларот и во формуларот треба да ги пополните сите податоци кои се бараат, ја праќате и таа стига до нас. Тоа се начините, може и по имейл адреса, меѓутоа мора да им назначиме на граѓаните дека мора да е јасно да го опишат случајот, пред се да запазат на основот на дискриминација и точни адресни податоци од нив и од потенцијалниот дискриминатор за да можеме да ја оствариме иницијалната комуникација и да продолжиме со решавање на предметот. И кој е понатамошниот чекор? Дали може граѓаните да веруваат? Тоа е една од нашите стратешки цели на комисијата. Сакаме да ја вратиме довербата во институцијата. Од статистичките податоци кои ги излекуваме, ние постоиме од 2001, јануари 2001 година. Тенденцијата на пријавување на представки е во многу голем пораст и тоа ни кажува дека граѓаните почнуваат да ја враќаат довербата кон таа институција. Како што ви кажав, тоа е нашата главна стратешка цел за наредните 3 години додека ни трае мандатот на членовите. Во поглед на тоа како одлучува комисијата, имаме рок од 60 дена за кој одлучуваме за одредена представка. Откако ќе утврдиме дека представката е целосна и дека постои индиција дека има дискриминација, праќаме барање за изјаснување до потенцијалниот дискриминатор и со тоа го префрламе товарот на докажување на дискриминаторот. Потенцијалниот дискриминатор е оној кој треба да докаже дека актот на дискриминација не се случил или тоа не е дискриминација. Доколку тврдиме дека е дискриминација, тогаш даваме мислење. Во мислењето пишуваме препораки, а во препораките му кажуваме на дискриминаторот веќе како да ја отстрани дискриминацијата. Доколку не ја отстрани, тогаш имаме право да поднесеме прекршочна постапка пред надлежниот суд. А доколку не е дискриминација, носиме мислење дека не е дискриминација, а постапката завршува тука. Исто така сакаме да им кажеме на граѓаните дека и приватно можат да поднесат до судот тужба против дискриминација. При тоа, ако ние сме запознаени со случајот, можеме да се јавиме како пријатели на судот.